Чекай да не гледа на епизода, бе, шо ти не тебе? Знам. Добар ден и добре дојдовте дечки у 34-та епизода. Јас сум Јосип Дамјанов, гледате да Better Nutrition Show. Помина недела дена од последната епизода, искрено немавме прилика тоест јас немав прилика како да се снајдам да снимаме некоја епизода. Обично гледам да се тоа 2 неделно, али у секој случај тоа е тоа. Имавме доста набиена агенда оваа недела и викендов беше супер и повторно бевме малку на страна. И повторно се вративме со огромна инспирација, со многу научени лекции, многу запознати нови пријатели, нивни резултати, прикази, значи неверојатно е колку може некои настани да ви променат работи. И она што денеска сакам да го зборуваме малку поврзано со ставот во главата и начинот на размислување кој што го имаме, односно како може да не успеете. Малку е чудно, али у секој случај постојат според мене 3 начини кога се работи, не само у тоа дали ќе ослабнете или нема да ослабнете, или ќе покачите килажа и така натаму, или ќе направите нешто, се работи за секоја област поврзано. И она со што се среќаваме со многу луѓе кои што ни се обраќаат за помош, се 3 работи поради кои што не успева. Едната од тие работи се отстапките и прераното дозволување на како да кажам, на опуштање. Или во принцип тоа значи дека многу луѓе кои што почнуваат на програм на исхрана, после многу кратко време, зборувам недела, 2-3 месец, можеби и така натаму, односно пред да поминат 3 месеци во кои што треба да ги видат првичните резултати, при гледање на најмали резултати си дозволуваат да се опуштат и можеби да парче храна биде појако од нив. Во принцип прерано дозволуваат отстапки, прерано си велат и слушајде, па ништо нема да биде од ова парче, од овој ред на чоколадо или од оваа чаша и така натаму. И у принцип не се работи за тоа дали ќе внесете многу калории. Се работи за карактерот кој што го градите, пошто ја ви гарантирам доколку 3 пати издржите и бидете појаки од тоа парче храна или од тоа искушение, дека веќе 4-тиот пат ќе ви стане нормално и ќе ви стане многу обично и воопшто нема да ви биде проблем. Јас знам дека проблем е можеби на почетокот кога ќе влезете во некаков предизвик и ќе почнете на програм на исхрана конкретно, се случува и околината да можеби не ве поддржува, се случува и да се среќавате со многу искушенија, бидејќи така не може да се затвориме дома и да бидеме во карантин, и сите тие работи се надминуваат. И јас ви гарантирам дека секој од вас може да ги надмине, но доколку биде свесен дека таа одлука која што ќе ја направи или ќе му донесе 3-минутно задоволство или ќе му донесе после кајање и вреѓање на самиот себе и зошто го направив така натаму, се работи за карактерот и самодовербата која што градите со тие одлуки. Втората причина поради која што нема да успеете е погрешните цели. Многу луѓе доаѓаат со цели, слушај, морам да ослабнам, имам свадба во август, имам свадба во мај, небитно во кој месец, и тоа е цел која што според мене не функционира, затоа што најчесто тие луѓе не издржале до мај, до свадбата, и 99% од случаевите конкретно не ослабнале, затоа што повторно не се работи за причина некоја јака која што ќе ме води, туку се работи за тоа ја да бидам слаб на свадбата, бидејќи таму ќе ме видат многу луѓе. И кога вие правите нешто за другите, односно за да го добиете вниманието или мислењето на другите, тогаш сте во голем проблем и најчесто не функционираат работите. И да речеме ви да се случи да направите некаков резултат, што ќе се случи после тој настан, после таа свадба, после тоа нешто кое што ви е важно, што ќе мислат другите. И најчесто и луѓето кои што направиле резултат и откако поминува свадбата, се случува да ги вратат килограмите и многу повеќе од тоа што изгубите. Така да погрешна цел е втора причина зашто нема да успеете. Јас би ви препорачал да имате некоја друга цел да смените животни навики, цел да живеете поквалитетно, цел да бидете поздрави, цел да изгледате добро за себе
и за да бидам пример можеби, а не за да тоа што ќе речат другите и што ќе мислат другите. И постои и трета причина поради која што исто така нема да успеете, а тоа се погрешните очекувања. Или во принцип, имам очекување дека за еден месец ќе се случат чуда. Имам очекување дека за една недела треба да видам резултати. Имам очекување дека не знам за колку време треба да се случи тоа и така натаму. Кога не очекувате ништо и кога уживате во процесот, конкретно на слабење, на поправање, на менување на самите себе и на менување на резултатите, тогаш ја ви гарантирам дека кад-тад ќе успеете. И на крај крајва, кога ќе стигнете до вашата цел и резултат, воопшто нема да ви биде важно колку време поминало или дали тоа соодветствува со вашите очекувања. Важно е да стигнете и да го направите тоа за кое што сте дошли. Така да, мислам дека ова ќе ви помогне и мислам дека малку ќе ви поттикне да размислувате на погрешен начин и можеби да се присетите зошто вие не сте успеали и каде можеби треба да промените некои работи. И доколку сме ве поттикнале, искоментирајте ни, пишете ни во инбокс, кажете ни што можеби вас би променило и што ви помогнало да направите позитивна промена и ќе ви бидеме многу благодарни, бидејќи пак ќе речам, тоа е нашиот кислород. Тука некаде јас завршувам и во оставам, понеделнички, имајте си прекрасна работна недела, квалитетни животни навики и се гледаме во 35-та епизода. Дечки, фала ви уште еднаш и поздрав. Чао, чао.